вечер. Ви благодарам уште еднашка, нова емисија, нов почеток на подкастот Се за децата. Многу интересни теми што следуваат. Овој период навистина сме заинтересирани заедно со целата јавност да ги проследиме сите овие случувања кои што ни се случуваат во поновото време, поготово околу менталното здравје, и токму идејата на подкастот Се за децата беше да разговараме за децата, за нивното здравје, поготово за деценијата на менталното здравје кое што ни следи во овој период. Така да и гостите кои што ќе ни следуваат во овој нареден период, само како еден вид на најава, ќе ни бидат гости кои што работат во областа на менталното здравје на децата. Голема чест ми е и задоволство вечерва да имам таков соговорник кој што навистина и како човек кој што го посвети својот живот во работењето, поготово со децата, односно дефектолошката област. Вечерва како гостин ми е магистер Зденка Стаменова, која што е председател на Сдруженијето на граѓани за физичко и ментално здравје и председател, односно косопственик на ЦЕДУС. Добро вечер, голема чест и ви благодарам што вечерва ни дојавте да гостувате. Добро вечер, ви благодарам на поканата, чест ми е и задоволство ми представува да бидам ваш соговорник и се надевам дека денеска, односно вечерва, ќе успееме да допреме до теми кои што се од витално значење за младите родители, а со тоа и за нивните деца. Ајде накратко да кажам на гледачите, да откријам, ние сме еден тим кој што функционира при Заводот за ментално здравје кај деца и младинци и младост, каде што постојано и секојдневно работиме на нашите пациенти, им даваме и пружаме единствена и потребна помош која што е во баш токму за менталното здравје на децата. Првично ќе кажам дека како соработник сте одличен и ќе кажам дека сето она што и досега во овој период како јас составен дел да сум на Заводот за ментално здравје, многу научив и од вас дефектолозите. Па накратко, ајде да почнеме баш токму со тоа прашање. Што е всушност дефектологијата? Ви благодарам за убавите зборови, навистина многу ми значат кога доаѓаат, особено од човек со таква посветеност за здравјето и физичкото и менталното здравје воопшто на децата. Секако нашата работа е тимска и ние не би можеле еден без друг. Во заводот работат стручни лица од повеќе области, педиатрија, психијатрија, значи лекар, педијатар, психијатар, психолог, дефектолог, логопед, педагог и социјален работник, и сите тие профили се од исклучителна важност за развојот на дечињата уште од најмала возраст, така да секој од нас како стручен соработник во таа институција допринесува да го даде своето мислење за развојот на детето, за потешкотиите кои што се јавуваат, и автоматски и тимски врз основа на сето тоа што сме го виделе досега, тимски донесуваме заклучок, нели, што понатаму со тоа дете. Освен тоа што сите профили си имаат своја област во која делуваат, дефектологијата е една гранка која би рекла дека опфаќа голем дел од медицината, од психологијата и од педагогијата. Така да трансдисциплинарна наука, сепак трансдисциплинарна, комплексна наука би рекла, бидејќи мора да се има познавање од сите овие области за да бидеме квалитетни во извршувањето на нашата работа, односно професија. Јас уште на старт би рекла дека дефектологот како личност што ја бира таа професија, пред се треба да ја сака оваа професија. Значи не треба само да му биде тоа работа, бидејќи ако не ја сакаш професијата, тогаш нема да бидеш успешен. Апсолутно дека се слагам со вас, и зашто сакав токму и тоа да го кажам. Што е улогата на дефектологот кој што е толку посветен токму на децата? Тоа е повик, не е само работа и професија. Значи дефектологот пред се го наблюдува детето, врши обсервација,
учествува во проценката на развојот на детето заедно со целиот стручен тим. И сега да направи проценка мора да го знае развојот на детето, како се движи, од која возраст до која што треба да постигнува, за да може да направи нели релевантна и адекватна проценка, од која ќе направи проценка, одредува функционални цели, што понатаму, што треба да се превземе, како да се работи. Исто така, освен што работи со детето, работи со семејството. Не може дефектологот да работи со детето и да има исклучителен успех, ако не го вклучи семејството. Апсолутно, да знаете дека и во вечерашната емисија токму посветив еден соодветен дел и време на делот кој што ќе говориме за семејството. Тоест, како вие како дефектолози помагате на родителите за да тоа семејство функционира правилно. Ајде како кратко нешто да кажем. Кои се тие рани развојни потешкоти кај децата со кои што вие нормално, нели, јас како дел на тимот се среќаваме баш буквално во денешното време? Најчесто кај нас доаѓаат родителите со проблем, не зборува детето. Значи, тоа е најчестиот проблем за кој се јавуваат. Меѓутоа, кога ќе направиме проценка, кога ќе направиме обсервација и проценка, гледаме дека, знаете како, говорот е само врвот на ледениот брег, би рекла, бидејќи под тој врв се наоѓа комуникацијата, се наоѓа социјализацијата, се наоѓа заедничкото внимание, заедничката игра, бидејќи детето не мора да зборува за да комуницира. Тоа може да покаже со прст, може да не повика да играме заедно, може да ги искажува своите емоции, да ни ги покаже своите емоции, да покаже колку е радосно ако нешто нели се случило позитивно, може да не гушка, да низ емоциите да ги покаже и своите потреби и своите чувства, нели. Меѓутоа, секако дека говорот е исклучително важен, нели, за сето тоа, но пред да прозбори дете, мораме овие работи да ги имаме. Значи, покажување со прст, заедничко насочено внимание, контакт со очи, повик кога ќе го викнеме на име да се сврти. Тоа се, да речам, дел од социјалните интеракции, нели? Исто така, тие први знаци кои што треба да ни укажат дека детето има некаков проблем, и например ако не оди до 18 месеци, ако нема барем 5-16 зборчиња до 18 месеци, ако не прави реченица на 2 години, ако оди на прсти веќе на 2 години, уште одоте на прсти, ако не имитира действија, тоа што ние правиме, ако не се вклучи во заедничката игра, ако пак ќе речем, ако не споделува радост, тогаш имаме аларм кој што треба да го вклучиме, и би рекла дека многу пати се доцни со тоа јавување, се чека во смисла, родителите сметат дека мало е уште детето, ајде да почекаме до 3 години, нели, се споредуваат со нив, па и јас не сум зборел до 3 години, па еве сега што ми фали. Компарацијата е најлош момент, ја Да, кажам. меѓутоа тоа време и сегашното време не можеме да го споредиме, и јас сметам дека секое дете има потенцијал, но секое дете нема време за чекање. Так. И затоа прво нешто што треба да направат, да се јават дали кај дефектолог, дали еве ние имаме и стручен тим комплетен во Завод за ментално здравје. Значи, каде да се јават е добро да побарат помош стручна и да не се работи за сериозен проблем, да се работи за нешто развојно, дали тоа се случило од нестимулирачка средина, дали се случило од некои други причини, меѓутоа советот што ќе го добијат и насоките кои ќе ги добијат за промена на сето тоа што негативно му делува на детето, и те како ќе значи, и те како ќе го поттикне тој целокупен развој, и тука веќе е таа рана интервенција кога му даваме можност на детето. Едноставно не му ставаме диагноза, туку има можност со оваа помош да се развие нормално, затоа што во тој период пластичноста на мозокот го дозволува тоа. Вие сте педијатар, знаете, тоа
а, вашите следачи сигурно ќе го разберат ако го објасниме, дека што значи пластичноста на мозокот? Значи дека до 7-та година мозокот е отворен за правење нови патишта, еве народски речено, да ме сватат, затоа што тој процес на миелинизација, односно затварање на нервните патишта со протеинска обвивка не е завршен и тогаш под дејство на стимулативна средина, опкружување на детето, сето тоа што е позитивно, би го исправиле тоа што се случило како грешка или како проблем или како назадување, односно каснење во развојот. Во овој момент ја користам приликата да дадеме огромен простор да го кажете баш вашиот опит за да родителите го сватат сето тоа баш токму пластично, бидејќи ќе кажам една многу битна работа. Мозокот е само алатка за преживување. Значи, ние многу можеме да делуваме на мозок. Вие намерно навлеговте во една, како да кажам, средина или база во врска со неурофизиологијата на мозокот и неговото развивање. Јас ќе ви кажам дека навистина сето тоа што го кажавте сте токму во право, бидејќи мозокот е способен да учи, но е способен и да заборава. Јас ќе кажам дека е способен и да прави грешки. Ќе кажам само и ќе наведам еден пример, пред за да продолжиме нашата дискусија, на родител кој што на своето дете, кој што имало конјуктивит при раѓањето, му го затворил окото, после 10 дена го отворил окото. Окцето не функционирало. Значи, мозокот има право да прави грешки, не секој пат, но тука сме ние, буквално да кажеме дека повторната стимулација ќе доведе до плод и ќе вроди со сето она што е и треба да се надокнади. Јас баш токму во тој правец ќе го прашам и најбитното прашање за овој период, затоа зашто беше и најавата токму таква токму за деценијата на менталното здравје. Зошто токму денеска има се повеќе и повеќе деца со вакви развојни проблеми? Што е поентата, што е моментот и сакам да ви изслушам за да можеме и заеднички на гледачите да го принесеме токму сето она токму што треба да го знаат и како совет, но и како иден правец за понатаму. Така. Така, денеска имаме толку многу информации достапни, толку многу школи за родителување, толку многу информации за детскиот развој, толку многу знаеме што е добро, што не е добро, но сепак имаме се поголем број на деца со развојни потешкоти и се прашуваме зошто. Јас прво би почнала со тоа што родителите стануваат фрустрирани веќе во тоа што го гледаме во секојдневието, со тоа што ја губат моќта на природно менторирање на своите деца. За разлика од порано кога нели родителите имале и како големо влијание врз децата за усмерување кој пат како да го канализират, како да учат, били многу попослушни од денешните деца, но кај денешните деца тоа се губи некако. Децата стануваат многу поимпулсивни, многу понервозни, многу понервозни. Од старт веќе имаме проблеми во развојот, уште од бебе би рекла, и сега се прашуваме која е причината. Прва и многу важна причина, губењето на поврзаност. Ние во нашата работа, како дефектолози кога работиме со деца, значи прво работиме на тоа, на комуникацијата. Градиме врски на поврзување. Го учиме детето како да побара, како да искаже чувство, како да искаже потреба, како да искаже емоција. Тоа е таа поврзаност. Кога ќе настане поврзаноста, веќе почнува развојот. Меѓутоа, зошто се губи кај родителите поврзаност? Да не ме сватат гледачите, слушателите погрешно, не увинувам никого, меѓутоа, ова време на живење со брзо темпо, немање време, децата од мали нозе одат во градинка, родителите немаат многу време за игра со своите деца, немаат време за поминато со заедничко внимание, посветеност, каква што треба, затоа што на децата во тој најран период
им треба интеракцијата со родителите, им треба комуникацијата, им треба љубовта, безбедноста и топлината на дом. Но тоа не значи вклучување на екрани. Детето прави, имитира тоа што ние правиме како родители. Ако ние како родители сме цел ден пред екран, истото и детето ќе го прави. Меѓутоа, екранот во раниот период на развој е од огромна штета, не од корист. За жал морам да кажам, можеби некој ќе се повреди, но треба да направиме и системски промени општествени. Се почесто слушам дека во градинките се купува телевизор за да ги анимира децата. Тоа е страшно. Тоа не е дозволено. Значи, во првите 2,5 години од животот, според Светска здравствена организација, според препораките на Светската асоциација на педиатри, до 2,5 години воопшто не е дозволено да има екран, односно да конзумира дете екран. Ние како стручни лица, еве, вие знаете во заводот каков став имаме, ние велиме до 3 години. Зошто? Затоа што тоа е најбурниот развој на детето. Најбурниот развој на мозокот. Тоа се случува од раѓање до 3-та година. Тогаш буи мозокот, се стварат тие нервни врски под дејство на стимулативна средина. Што значи стимулативна средина? Значи, ние сме социјални битија, значи комуникација, интеракција со луѓе, со возрастни, истражување, игра на под, лазење и така натаму, додека да проде, да почне да игра, квалитетна игра, меѓутоа тоа е во однос на социјалните интеракции. Ако ние детето, гледаме се почесто дека уште во колевка, односно во креветче му се закачува таблет, да не му биде досадно, нели? Да си гледа, тогаш би рекла дека бројот на, зголемениот број на деца со потешкоти, со попречености и така натаму, доаѓа баш од тој ран период кога не се однесуваме или не го гледаме детето адекватно, како што природата бара од нас. Така. Токму во овој период беме многу активни на темата околу екранизмот, многу стручни лица, буквално целата светска научна јавност, говорат за екранизмот. Јас во еден момент реков дека епидемија ни се случува токму кај нас и во нашето обкружување во врска со екранизмот. Таа плава светлина ги прави најголемите нарушувања. Спомнавте пред малку на што е способен мозокот. Јас ќе кажам и дека тие градењето на мозочните синапси, значи градењето на целата таа мрежа, на тој нетворк кој што ни се дешава во мозокот, па дури во длабоките делови на самиот мозок, остануваат и трајни последици. На целата јавност веќе збори и веќе се прават истражувања. Јас ќе кажам дека она што го правиме ние како тим, имаме доста огромен материјал во врска со сето тоа, бидејќи ние сме сведоци први на појавата на проблемите од екранизмот кај децата. Дури направивме една, ако памтите, на Конгресот за психијатри, кој што беше светски конгрес, имавме и презентација на ЕЕГ кај дете, кое што е екранизирано, дека тоа ЕЕГ личеше како на дете со епилепсија. Тоа ЕЕГ беше апсолутно идентично на едно ЕЕГ на дете со епилепсија и дете со екранизам. Дури имавме и такви видови на промени кои што не само што ни го успоруваат делта и алфа бранот, нели буквално, него имавме и такви ексцитации кои што можеме да речеме слободно дека се мозочни празнења. Кога веќе сме свесни дека тоа се случува, дали апсолутно и ние како еден дел на таа, да кажеме, научна јавност или дел на тој научен тим кој што треба, колку можеме да бидеме ригорозни околу давањето на советите кон родителите? Првично вие како дефектолог, бидејќи јас како педијатар и првиот човек кој што треба да ги даде препораките и да за сето тоа што сме го кажале како тим застанам со својот факсимил и со својот, да кажеме, углед и се. Кои се мерките кои што и вие како понатамошен терапевт кој што продолжува да работи со тоа дете, кажете што се на родителите треба на некој начин, и да кажам и да звучи најстрашно, треба да му се каже од ваш аспект?
Значи, пред се јас не сум задоволна, јас самата не сум задоволна со тоа што јас денеска ќе имам можеби 5-7% направено и на сите родители ќе им кажам што треба да прават или што не треба да прават. Меѓутоа јас сметам дека ова како што спомнавте вие дека е епидемија, и навистина е епидемија екранизмот, и мислам дека последиците ќе бидат огромни после неколку години, да речеме овие млади генерации од најмала возраст што се изложени. Ефектот, односно нус ефектите од екранот ќе ги видиме многу подоцна, за жал, ќе биде предоцна, и затоа сметам дека јавноста треба да биде алармирана за тоа и дека ние како единки не можеме толку сами да направиме, туку треба да се направат општествени промени. Што сакам со тоа да кажам? Сакам да кажам дека мора да се воведат мерки во образовниот систем, во предучилишниот систем, да се исклучат екраните, да не се носат телефони во школа, затоа што децата и на час дури го користат мобилниот телефон. Ако учиме од земјите во Европа, еве да кажем еден пример, во Шведска, да речеме од 2016 до 2021 се направи целосна дигитализација на образовниот систем. Дури се воведоа таблети во предучилишниот период, Токму односно тоа во сега да ве градинките. прашам, до каде стигна Европа со давање на мерки во врска со сето тоа? Затоа сакам да кажам. Иако знаеме дека екранот, сите веруваме дека е прозорец кон светот и дека ќе научиме и ние ги користиме екраните. Апсолутно. Ајде да поразговараме што се случува сега во модерните држави кои што веќе научија голема лекција па од екраните. Екранот е прозорец во светот и е корисна алатка и ќе се користи и ќе се користи, меѓутоа дозирано според развојот на детето. Значи тоа понатаму можеби ќе му биде професија, но додека е развојниот период треба да внимаваме колку, јас ќе кажам и тоа, колку според препораќите на Светска здравствена, не сум го измислила јас тоа, меѓутоа да спомнам за другите европски држави. Значи баш Шведска, читав за неа дека направи дигитализација до 2021 и Шведска, да речеме дека беше на прво место, односно го надмашуваше европскиот просек за читање во 4-то одделение. Читачките способности ги мереа и Шведска беше над европскиот просек. Што се случи по дигитализацијата? Рапидно им опадна тој просек што го има пред дигитализацијата во однос на читањето кај децата во 4-то одделение. Шведска даде милиарди долари за да се врати на традиционалниот начин на учење. И тука не е само Шведска, би ја спомнала Јапонија, каде што до 10 години воопшто не им се дозволува децата да конзумираат екран. Франција исто така воведе законски мерки, мислам. Токму така, да. Хрватска однеодамна и таа воведе законски мерки. Австралија има направено едно истражување, намерно изложување на децата, дури родителите се лутаат за тоа дека не се прашани колку временски биле изложени, деца што воопшто не биле изложени на екран, и покажаат дека имат трајни оштетувања од преголемата консумација на екран. Така да, ние треба да учиме од сите тие земји што се случува надвор. Сметам дека едукацијата на родителите, на младите родители е премногу потребна во поглед на одгојување, односно на растење на децата. Зошто го сметам тоа? Па ќе речеме порано немало никакви школи, но биле поздрави децата. Денеска сметам дека се помалку, барем јас тоа што го гледам, е присутно интуитивното родителство. Што значи интуитивност? Значи да го чувствуваш детето, да го знаеш во наводници како дише, што му треба, што чувствува кога и не зборува. За да тоа го имаме, ние треба да поминеме многу време со детето. Значи ние треба, пак ќе речам, таа врска треба да ја имаме за да можеме да бидеме интуитивни. Но, дали
борбата за екзистенција, приватизација, работа по повеќе часови, неприсутност дома, доволно поминато време со децата, ја оневозможува таа интуитивност да се јави кај родителите и затоа сметам дека едукацијата им е препотребна. Уште кога планираат дете, уште во родилниот дом кога ќе се роди детето, што понатаму. Сметам дека треба да има многу промени и во овие службите кога ги посетуваат малите бебиња дома, патронажните сестри. Да. И прво и патронажните сестри треба да се едуцират што да ги едуцират мајките. Знаете, не се сведува се на доење, на повивање и на облекување или на исхраната. Па дури и за исхраната може многу да зборам. Меѓутоа, допирот. Сум обсервирала мајке, да кажам од пракса, ќе кажам на мајката, добро, окей, сега можеш да го соблечеш детето, да му смениш пелена, како што си го правиш тоа дома. Сакам да ја видам како комуницира со детето. Значи, фокусирани се на пелената, на пресоблекувањето. Не го гледа детето во очи, детето кога ќе ја погледне мајката во очи, она гледа на друго место, не е фокусирана на детето. Значи, ги нема тие спонтани интеракции, нагалење, мазење, зборење, додека го облекува, додека го храни. Значи, сето тоа треба да биде присутно. Од оваа тема што ја начнаме на стартот и рековме дека ќе стигнеме до семејството и до родителството, веќе навлеговме во таа тема. Апсолутно. Ќе кажам дека навистина многу сте во право и ве слушам со задоволство, бидејќи родителите имаат што да слушнат. Ќе кажам една многу битна работа. Ако веќе самите родители немаат помош и претходно да се едуцираат околу родителството или околу мајчинството и така натаму. Точно дека патронажните сестри веќе треба да влезат во еден вид на друг тип на едукација, кој што ќе биде помош. Нели, сепак колку и државата има ресурси, тука треба да кажам дека и ние како интелектуалци, како луѓе кои што работиме во оваа област, треба навистина да го кренеме својот глас токму во правец да се развива таа свест за едукација кај овој персонал кој што е помошен персонал, но е многу битен. Кој што го имаме да го искористиме, да се искористи тоа што го имаме моментално, што треба да го создадеме, а и тоа што остана да бидеме реални, нели, заради одливот на белите мантили се повеќе од кај нас. И ќе кажам дека токму ќе ве прашам и за една многу битна работа, бидејќи на самиот старт наговестив дека вие сте составен дел, вие сте корот и срцето на CEDUS. CEDUS е центар за токму едукација, значи на децата, токму и во делот на едукацијата и забавата. Но јас сметам дека многу повеќе офаќате. Дај кажете ни еден дел, бидејќи спомнавте дека се прават и проценки и соодветна работа во CEDUS. Еве сега ова што го напоменавме околу мајките, дајте само еден на насока што се може во CEDUS да се очекува и што се прави, како се работи со тие деца. Да, CEDUS веќе постои, можем да кажам, повеќе од 11 години во градот на 2 локации и така можам исто така со гордост да се пофалам дека имам доста стручен тим заедно со мене. Колешките се изузетно пред се топли, би рекла, тоа што го кажав, нели, дека треба да бидеме пред се со топли емоции, за да можеме да го работиме тоа што го работиме. И во таа смисла, воопшто немам забелешка, нормално избрани се такви луѓе. Друго, едуцирани и како што сум и јас и они, постојано се едуцираат. Значи, иако јас веќе сум при крај на својата кариера, би рекла. Рано е, ќе ви кажам дека се уште е рано. Меѓутоа, се уште се едуцирам и се уште учам, а исто така и моите колешки, сите кои што се во CEDUS, се на постојани едукации за да бидат поквалитетни и да допринесат повеќе за детскиот развој. Освен тоа што работиме со детето, како што реков, работиме со родителите, бидејќи развојот не се случува само во дефектолошкиот кабинет, развојот се случува и во секојдневието, нели? Родителите ни се многу важна алка во целиот тој синџир,
А без нив ние не би можеле ништо, бидејќи детето не е постојано со нас, тоа доаѓа 2 пати, 3 пати во неделата, би рекла, и тоа е многу малку време за да ние можеме од корен да промениме се. Но, во соработка со родителот и во таа едукација со родителот, со постојана комуникација, напредуваме сите заеднички. Понекогаш реагираме и во градинката, во училиштето, знаат да ни доаѓаат наставнички од училиште, воспитувачи од градинка. Имаме постојана комуникација и со тие Па и дури институции. алармирате и до мене. Да, апсолутно. Апсолутно. Исто така, ако веќе видиме дека има некои посериозни отстапки, нормално ги праќаме и кај вас. И вас ве повикуваме да помогнете како лекар, педијатар, стручнек во оваа област. Ние како дефектолози, Колкава е логопеди, радоста кога ќе се помогне на едно детенце вакво кој што има многу проблеми. значи тоа сметам Сакам дека да го доловам тоа, да го сметам, знаат и знаете родителите. како? Знаете, еве ќе ви кажам еден пример, да речем, од моја пракса. Имав едно детенце порано зборам, кој што 3 месеци не ме примитуваше дека сум тука и дека се борам за да го добијам неговото внимание, да речам. И имаше така посериозни проблеми. И така после 3 месеци ме погледна. Значи, го добив неговиот поглед. Тоа е тоа нешто што те допира до дното на душата и тоа е тогаш таа врска која што се ствара. Пак, како што реков преки, од тука почнува развојот. Од тука, кога ќе направиме таа конекција, кога ќе те почувствува детето дека сакаш да му помогнеш и дека си тука секогаш за него, тогаш детето е спремно да го работиш и да го да ги, да речам, минимизираш или пак воопшто избришеш сите тие проблемчиња, проблеми за устанување и така натаму кои што детето ги имало. Значи, позитивноста односно напредокот кај детето тоа е нешто што е сатисфакцијата на Да. секој дефектолог што работи со деца и не само дефектолог, сметам секој што работи Целиот со тим. деца. Да. Да, целиот тим, успехот на детето и среќата кај родителите. Тоа е тоа што ве исполнува и тоа е тоа што ви ја држи енергијата, за тоа што Ве храни. ние навистина сме исцрпени во таа работа. Меѓутоа, пак покрај сите тие исцрпувања, ние добиваме фидбек и од децата и од родителите. Значи, јас премногу родители до ден денес ги имам за пријатели, да речам, што доаѓале кај мене, што сме работеле заедно и тоа многу ми значи. Јас сум исполнета со тоа што го работам, јас сум исполнета. Знам дека правам добра работа, знам дека помагам. Верувајте, можеби со ноќи не сум спила за некои деца, што да направам, како да го подобрам неговиот развој, како да им помогнам на тие луѓе. Затоа реков, мојата работа не е само професија и не е само работа, туку е повик. Едноставно, живеам со тоа. И живеам за тоа. Се слагам токму заради тоа зашто ете и таа енергија кога станав дел на Заводот за ментално здравје, баш ме понесе и таа, како да кажам, енергија која што имате и вие сите таму, не сега вклучително и јас како дел на ментално здравје веќе 5-та година. Она задоволство кое се чувствува кога еден кај друг ќе се втрча во канцеларија и ќе се каже: "Еј, например, Лео, Јасна, Ирма, Сирма, Ахмед, ја виде како изреагира, виде колку е добро. Значи, сета таа енергија постојано не тера пак да влеземе и колку и да сме уморни, да си го сработиме својот дел и да се трудиме и на другите, па и јас ќе кажам дека и родителите се способни да го носат тоа од уста на уста и да го пренесуваат дека направиле успех кај своето дете, бидејќи сметам дека веќе не само тоа што реков дека епидемија не само дека хранизмот, него буквално епидемија од сите
сите ментални пореметувања кај децата, имаме голема проблематика и сите почнаа да доаѓаат кај нас. Ќе речам дека Заводот за ментално здравје навистина како една институција е многу значително важна во државата, бидејќи Апсолутно. од како се случи одредени промени во Заводот за ментално здравје во Битола, ние сме сега сметами како едни единствени во државата, да. кој што располага со таков кадар, кој што се уште ги прави соодветните проценки, терапијата и насочувањето кон Центарот за МКФ, еве да го спомнеме и него, значи Центарот за функционалност. Ајде јас сега ќе почнам, и многу е битно и родителите да го знаат, токму вечерва да го слушнат во оваа емисија, бидејќи ова е интересна емисија која што опфати многу делови, ќе имаме уште доста до крајот. Да кажам, да ни објасните еден вид на проценка што се треба да видите кај дете од 0 па понатака. Еве ќе спомнам, стално родителите во извештајот го гледаат тој ТИД, и ја ќе ви кажам дека мене ме прашува што е тоа ТИД. Ајде само малку да појасниме како иде таа проценка од дефектолошка страна. Комплексна е дефектолошката проценка. Ние користиме нели стандардизирани тестови за развојот на децата, меѓутоа дефектолошката проценка, како дефектолошка проценка, тоа е прво и нешто основно во дефектологијата што треба се знае за еден иден дефектолог. Што опфаќа таа? Таа ги опфаќа организираноста на психомоторниот спрег, кој што е многу важен и за сознајните процеси. Ако ние немаме добра организираност во психомоторниот спрег, тогаш нема да имаме добри сознани капацитети. Дефектолошката проценка исто така го фаќа и говорот, односно комуникацијата, комуникативните вештини, разбирањето на говорот, експресивниот говор, говорот на детето, разбирањето на туѓиот говор, социјалните вештини, тоа што преска го зборував кога нема говор, дали има комуникација, говорот не значи само комуникација. Но во однос на тој психомоторен спрег, кој што ја опфаќа крупната моторика, фината моторика, би рекла дека тука имаме многу отстапки во последно време, баш затоа што децата се пасивни. Со екранот ние не можеме да имаме раздвиженост, а децата природно во тој ран период треба да бидат раздвижени, како што вели Ранко Рајович, на 3 години вели детето треба да има 800 ротации на ден. Кое дете денеска тоа го има? За да може да се организират структурите, бидејќи природно, нели, во однос на возраста, тие структури под дејство на стимулативна средина кај што треба дете прво се остава нели на кревет и на под, за да од старт нели координирани движења на раце, на нозе, пред дете, после имаме фаза кога се подига крлицата, кога ја подига, кога почнува да лази, кога се вертикализира, односно се исправа, кога почнува да оди и од кој ќе оди, што прави понатаму. Значи сето тоа го вклучуваме во проценката. Значи сето тоа ние го вклучуваме во проценката и гледаме според тоа што постигнува детето и според дефектолошката проценка дали ги задоволува овие сегменти. Меѓутоа, пак ќе речам, секое дете нели има свој биоритам на развој. Тоа не значи сега дека ако едно дете треба на 14 месеци да речеме да оди, сите мора да одат на 14 месеци. Затоа преска го реков тоа дека оставаме до 18 месеци. Меѓутоа, ако 18 месеци поминале детето уште не оди, тогаш имаме аларм. Тоа значи и да објасниме на родителите дека не треба слепо да се следи развојната скала или развојната патека. Апсолутно, затоа реков, нели има отстапки од до. Да. Меѓутоа, не може па да имаме прекомерно Кога отстапување. би било аларм да родителот откако не се следи таа развојната скала, колку брзо треба се јави кај својот педијатар, тоест кај дефектологот во овој случај? Веднаш би рекла. Пак ќе речам, подобро е да се консултира и да нема ништо, меѓутоа тоа да го тргне од глава родителот за да знае веќе што треба да прави. Но ако има, што порано би се реагирало, толку многу подобар ефект, односно резултат ќе имаме кај децата. Сега, во однос на организираноста на тој психомоторен спрег, тоа што ме прашувате што опфаќа,
Значи, во зависност, пак ќе речем, од возраста, е овој тест на имитација на движење исто така многу интересен и многу работи сум забележала во тоа. Тестот на имитација на движење му даваме на детето наедноставни моторички, да речам, проби, да ги направи и тоа, да ни изимитира нас. Ние му покажуваме, детето ни имитира. И тоа е во склоп на возраста. Да речеме, за 3 години вие му давате поедноставни, за 6 веќе му давате поструктурирани, Посложени. посложени. Пак, нели, според возраста. Доколку детето тоа не го изведе, значи тука немаме спојка, како да речем, немаме контрола, мозокот нема на моторичките движења, едноставно да кажеме. Така. Не соработува, едноставно. И нешто што е интересно во тој дел, што можеби не сум ви го ни спомнала досега, или можеби прв пат ќе го спомнам во јавноста, што јас сум го приметила, што цело време кажувам, децата знаат да скролат, но не знаат да побарат. Нели? Кога ги правиме тие вежби, показалците не ги користат. Ги испушта. Едноставно. Значи, и праше го родителот, дали скрола, дали е на телефон. Да, од мали нозе. Едноставно, го губат осетот на показалците. Не на другите прсти. Не на палецот. Не на палецот. Туку на показалецот. Не на другите. Исклучително на показалецот. Го нема. Во извршувањето на пробите, одсутен е тој прст. Го нема. Ќе направи пробата поинаку. Да не служи тој само за претење, нели, што е научен од родителите, и тоа да го спомнеме, Не го користи. Па не го користат. Не го користи апсолутно. И, значи, тој е тест на имитација на движење, од кој што ние гледаме многу. Таа организираност на поврзаност на моторика со мозокот, контрола на мозокот врз моториката, развојот на фината моторика. Развојот на фината моторика е многу важен за тоа што стимулирајќи ја фината моторика се стимулира и говорот. Бидејќи центрите за фина моторика и говор се едно до друго. И ништо друго би рекла, освен пишувањето и свирањето на музички инструмент, односно на клавир, кај што се користат прстите, не го стимулира толку мозокот. Како друга активност не, освен пишување и тоа. И тие се битни работи. И сега, знаете што се случува во денешницата? Пак ќе речам, можеби од брзање. Морам да спомнам, ние да е родител не прави свесно грешка на своето дете. Да. Сите како родители сакаме нашите деца да бидат најдобри, најпаметни, најобразовани. Сите го сакаме тоа. Не може родител да прави свесно грешка врз своето дете, да го унакази, да речеме. Меѓутоа, дали е тоа од немање време, од се брза, дали е од тоа што е презаштитено детето, родителите ги работаат работите што треба да ги работи детето. Со тоа што прават? Значи, го хранат до 5-та година. Можеби до предшкола. Ајде, тоа да спомнам, колку цуцли среќавате во... Цуцли више до 4-5 години се користат. Не само цуцла и за течности, шише со цуцла. Памперсот. Памперсот исто така го одолговлекуваат тој процес. И пак ќе речам, не ги обвинувам. Значи, тоа е од незнаење. Меѓутоа, ако не знаеме, треба да прашаме, треба да се консултираме. А во однос на таа презаштитеност, што кажував за хранењето, за облекување, сооблекување, што правиме со тоа? Детето, ни сите тие вештини ги развива неговите манипулативни вештини. Се осознава себе си. Го осознава своето тело во просторот. Он кога се облекува сам да се облече, значи напред-назад, горе-долу. Имаме деца на 6 години, они не знаат што е под него. Он не е излезен од себе, под него се патиките, над него е косата. Не се излезени од себе. И токму низ тие вештини, манипулативни, он се осознава себе. И ние не му дозволуваме како родители
да се осознае да ја помине таа фаза, бидејќи тие па концепти што се градат во предучилишниот период за ги пишувам јас често во моите проценки концепт за време, за простор и така, така натаму. ориентираност во време и Сите во простор, тие дури не ги концепти, познаваа, да. тие концепти се основа врз која што после се градат училишните вештини. Читање, сметање и пишување. Како дете ќе чита ако не знае напред-назад, ако не поврзе пред и после таа буква? Како ќе смета ако нема под и над? Ме разбирате? Значи ова се е составен дел и во она предучилишна подготовка која што ја Апсолутно. правите во Е, ЦЕДУС. така. Сега, во однос на таа предучилишна подготовка, јас ја добив идејата пред 5 години, мислам, беше тоа. За прв пат кога формиравме таква подготовка, за тоа што приметив дека во септември, крај на септември, октомври, имаме навала од деца кои што тргнале во прво одделение. И веќе наставниците ни ги испраќаат за тоа што не се спремни. Тогаш увидуваат дека детето не е спремно за училиште. Што значи таа спремност? И така се роди идејата, дајте да направиме такво нешто кое што ќе им помогне на родителите Така. на некој начин да ги спремиме пред да тргнат во училиште. Што значи таа подготовка? Тоа не значи дека детето пред школо треба да знае да чита или да ги знае буквите или да знае да смета, но најбитно од се е детето да биде самостоен. Детето да знае да си се облече, да се соблече, да се храни само, да оди само во тоалет, без помош, да биде организирано во смисла тоа што е негова обврска или задача да се ја заврши сам. Ќе треба ранец да се спреми за во школо, најчесто тоа го прават родителите, нели? Детето нема таква обврска и оно не знае дека ако не се извршува обврската, ќе има последици врз тоа. А на тој начин се учи одговорноста. Како дете ќе стане одговорно и како ќе се справува утре со таа одговорност, ако од мали нозе не научил, ако не е одговорен, дека има последици на таа негова неодговорност. Нели? Структура немаат децата во предшколскиот период. Структура. Што значи структура? Да се има ритм на денот. Односно, кога се спие, кога се јаде, кога се одмара, кога треба да има физичка активност, кога има заедничка дружба и така натаму. Значи, хаотични се. Не знаат што да направат. Навистина, некој пат ми е многу жал, пошто на некои родители им треба упатство, едноставно како тоа да го изведат, како тоа да го направат. Така да, освен на ова во предшколската подготовка, значи прво за независноста, самостојноста, работиме на тоа, понатаму работиме на тие социјални вештини, односно размена, да речеме, на играчка, соработка во група, зашто они се сите индивидуалци во предшколскиот период. Точно, да. Градинката толку не влијае на тоа. Тие работи дома треба да се структурират и да се Пак доаѓаме до моментот дека Пак домашното дома. воспитување и сега кога ќе семејството се тркне, најбитни. да, во училиште тука имаме веќе група, имаме сериозни правила на однесување, имаме сериозни барања и тогаш, доколку социјално и емоционално детето е незрело, без разлика на интелектот, без разлика на когнитивните постигнувања, тоа може да биде супер интелигентно. Но, ако ова го нема, ако социјалните вештини, социјалната зрелост и емоционалната зрелост каскат, тоаш имаме психички проблем. Детето нема самодоверба. Значи, не може да прифати предизвик. Се плаши. И тоа најчесто ќе биде дете понатаму Јас булинг намерно во до тоа школата. сакав да стигнавте токму до тоа што сметав дека треба да го кажеме. Јас се почесто имам родители кои што на некој начин ги поврзуваат работите малку погрешно во врска со проценката на сето она што ќе го слушнат од кај одредена специјалност која што ќе ја Така. посетат, делот од нашиот тим говорам,
Затоа зашто кај вас ќе добијат една проценка која што ќе биде нели со оние сите показатели кои што еве денеска ги разговараме во делот на дефектологијата, ќе појдат кај логопедот ја добијат соодветна логопедска нели анализа и совет нели на крајот на сето тоа и ќе одидат на психолог, дали е тоа медицински психолог или психолог дипломиран психолог, каде што ќе добијат и ако се успее не да се извади од извесен IQ кај тоа дете, односно Така. интелигенцијата. Ајде сега, токму вие сакам да им објасните на родителите, нормално јас како педијатар на крај ќе го дадам заклучокот во врска со сето тоа и ќе им пробам да им објаснам, но вие дефектолошки да кажете на родителите. Дали има и каква поврзаност има интелигенцијата, процентот на интелектот, односно нели на висината на интелектуалниот степен со она што значи способност и можност на тоа дете. Во однос на проценките, јас секогаш им го објаснувам овој момент на родителите, за да не сватат погрешно. Затоа што, нели, често се случува во психолошката проценка, имаме IQ во рамките на просек, а кај мене, да речеме, дете од 6 години или 7, во рамките на просек добива од тестирањето добива овој просечен интелект, а кај мене дете од 6 или од 7 години добива сознани капацитети за 5 години. И тоа тука ги буни родителите. Меѓутоа, јас на секој родител тоа му го објаснувам, да знае што значи. Што значи дека ако тој интелект детето го има, ако не се користи како што треба, тој интелект ќе пропадне. Не ни е даден интелектот за веки веков. Ние имаме, мислам, во литература има примери кај што две деца близнаци се однесени во крајно стимулирачка средина и во нестимулирачка средина. После 5 години Така, да. го имаме резултатот. Тоа што, иако се надпросечни интелигентни, тоа што немало пардон, стимулирачка средина, тоа нема добро IQ, пошто не го користи. Не е го користи, да, функционално. тоа, затоа И тие, токму тоа сакам да го објасните. и ние тоа го викаме не е функционално. Нефункционално. Не е функционално. Ако го има, не е функционално. И ако не се работи, ако не се превземат мерки на време, тоа ќе пропаѓа. Како тоа? Во однос на созданите капацитети, да речеме, дете на 6 години, ако ги нема тие концепти што ги кажав за простор, време, латерализација, односно десно, лево, на себе и така натаму, и во тестот на имитација на движење, и во тестот на извршување на проби кои што ни покажуваат каква е организираност, ние тука можеме да приметуваме отстапки кои понатаму ќе ги покаже и ЕГ испитувањето. Така да, ова го кажуваме една недограденост во тој период, нели, додека не се заврши развојот. И ако таа недограденост не се работи на таа недограденост, понатаму во подоцнежните оделенија, во трето, четврто оделение, ќе видиме дека некоја недограденост, не третирана како што треба, довела до намалување на количникот на интелигенција. Така да, во однос на тоа, родителите се информирани, барем тие што доаѓаат кај мене, јас тоа го зборам, Да, родителите. за да им објаснам, или да не бидат во заблуда што е што, и им ги кажувам последиците и кажувам дури ако дете е во предшколска возраст, можеме да очекуваме тешкоти во описменувањето, тоа треба да го знаете, ако не работите на тоа. Така да се информирани во секој случај. Се почесто ни доаѓаат дечиња од препратени од училиште, врска со, токму ќе кажам, не само училишните, совладување на училишните способности, односно материјалот, наставниот материјал, туку и со дефектолошки проблеми. Кои најчесто во таа возраст како дефектолошки проблеми може да се јават и за кои ги нотираме да родителите дури не чекаат училиштето да реагира, него тие да се јават кај стручно лице? Така, во училиштето најчесто и за жал покасно ќе ги детектираат проблемите со читање, пишување и сметање. Тоа ќе се случи кога ќе почне процесот на описменување. Но, за да не дојде до тој степен, можеме во предшколскиот период да ги препознаеме тие симптоми. Најчесто тоа се касното препознавање на боите, касното препознавање на броевите. Зборам за препознавање. Значи, препознавање и именување.
Дете на 3 години најмалку треба да знае 2 бои да именува, на 4 така натаму, после сите бои нормално треба да ги знае. Броевите на 4 години треба веќе да ги знае, да брои до 10, иако можеби механички тоа, нели, немаме усвоено поим за број, односно количина, но треба тоа да го има. Редоследот треба да го има. Например, во броење пред и после, пред тој број, после тој број. Ако тие работи покасно доаѓаат, веќе имаме проблем. И очекувано е во школскиот период да се манифестира тоа низ процесот на учење. До 6 години, да речем, десно, лево треба да знае едно дете за себе, така? Така да, ако овие работи ни манкаат до пред тргнување на училиште, веќе имаме аларм на кој треба да се работи. Дали тоа не е задача на таа рана интервенција? Еве да кажем и што би значило рана интервенција. Поготово ако споменеме, еве да не ги парафразираме работите, но ги ставиме во група од 1 до 3 години, од 3 до 6 години, од 6 до 9 години, нели? Така. Јас стално зборам за таа рана интервенција, ја гледам како превенција, нели? Бидејќи превенцијата е многу ефикасна, прво би рекла, после многу ефтина во однос на рехабилитацијата. Во превенцијата малку работиме. Во превенцијата имаме малку советувалишта во земјава и тие советувалишта што ги имаме го следат само, би рекла, здравствениот аспект на детето. Не го следат психофизичкиот и менталниот развој на детето. Па ќе речем, имаме колку толку имаме капацитети во овие служби кои што повторно би рекла дека треба да се смени начинот на кој што се работи. Ако ние, иматичните лекари, бидат доволно информирани и едуцирани, иако сметам дека климатичните лекари многу малце време имат за да им се посветат за тоа што повеќе се занимаваат со патологија, повеќе има пациенти, еден матичен лекар со настинки, вирози, грипови, не дај Боже, други потешки ситуации. И затоа сметам дека во советувалиштата, кај што се следи развојот на детето, треба да се следи психофизичкиот и менталниот развој. И сметам дека дури тогаш таа рана интервенција ќе ни биде ефикасна, затоа што раната интервенција не подразбира лепење диагнози, бидејќи се плашат родителите, ако го однесам, ќе му залепат етикета, диагнози и така натаму, туку таа се подразбира можност за промена, можност за надминување на проблемот, ако се интервенира рано. И тоа е раната интервенција. И сега, ако ние во советувалиштата имаме тим кој што го следи развојот во секој поглед на детето, психофизички, ментален, говорен и така натаму, и се алармира на време, понатаму во градинките исто така треба да се следи развојот на детето и да бидат едуцирани кадарот кој што работи со тие дечиња, да се алармира и таму, и тогаш сметам дека дури да стигне во школа тоа дете ќе има многу, да речеме, граници, односно институции кои што треба да ги помине, за да стигнеме во прво деление спремни веќе за образовниот процес. И сега, нели, нормално не секогаш тоа успева, имаме дечиња кои што се родени со некои потешки диагнози, но во целост, процентуално, бројот на деца со развојни потешкоти многу би се намалил ако делуваме во превенција, односно со рана интервенција во сите сегменти на неговиот развој, сите тие институции кај што посетува и најмногу домот, семејството, кај што треба најголем акцент да ставиме на семејството. Значи, како еден вид на мал заклучок, бидејќи навистина имаме многу што да зборуваме на оваа тема, најбитното кај децата е да се отпочне во ова општество да има сенс во врска со превенцијата. Да. Ние ги дадовме, вие ги дадовте правците кои што се битни за таа превенција, таа рана интервенција. Дали може само на кратко
да објасниме. Дали навистина се работи кај нас рана интервенција? Дали навистина родителите го слушаат тоа? Дали има јавноста сенс за такво нешто? Јас мислам не. Истото се За жал. сложувам со вас, затоа и толку брзо сакам да Јас мислам изреагирам. не за жал, затоа и на почетокот реков јас не сум задоволна за тоа што денеска ќе го кажам тоа што треба на 5 луѓе. Тоа треба системски промени, општествени промени. За да направиме нешто повеќе, треба едноставно системите на државата треба да имат повеќе разбирање за тоа и мислам дека веќе не знам како да алармираме за тоа дека има епидемија на развојни потешкоти, има епидемија со екранизмот, кој што нели се меша и со аутизмот, а за жал е тоа како дигитален аутизам, нели како што веќе се нарекува, не превземаме никакви мерки. Мислам дека ние како институција, еве Заводот за ментално здравје што работи, малку допринесуваме. Тоа треба да се Јас ќе направи. кажам дека сме борци, па ќе ви Сме кажам, борци, да. апсолутно и не се откажуваме од тоа, меѓутоа треба да се направат вмрежување на институции кои што работат со дечиња, треба да се има некоја стратегија, би рекла на државно ниво, која што Дали не нешто е ќе време направи повеќе. да одредена групација на луѓе кои што имаат огромен број на пациенти, еве сега така ќе кажам, бидејќи ова е сепак наведовме на вистина епидемија. Така. И реално го говориме и со полна совест и чиста душа дека навистина ни се случува епидемија и дека навистина треба помош, треба да превенираме, како што реков. Дали не е време да тие стручни лица во оваа држава, може би се бројат и на две раце, еве, да ги кажеме на тој начин, се направат еден вид на сојуз или еден вид на друштво кое што буквално ќе им на некој начин ќе им алармира на сите институции, дали преку писмо, дали преку еве ваков тип на медиум и така натаму, да навистина почне свесно да се размислува, бидејќи во неколку наврати во тоа што го и работим и си јас почесто нели и гостувањето мое кај што се трудам постојано да бидам присутен со децата, говориме дека навистина следува период да нашава популација, нашава нација, нашава иднина, тоест децата, и токму таа, ја ќе кажам, не само Максима се за децата и движењето, не водат во еден правец дека навистина добиваме лоши генерации понатаму. Да. Мислам дека е вистинско време веќе. Јас би рекла дека вашата работа многу ја ценам. И навистина вашата заложба и Максимата тоа се за деца, вашата присутност на сите тие медиуми каде да се зборува за децата, вие сте присутени и навистина имате таква енергија што давате се од себе за да направите некакви промени. Можеби такви луѓе ни требаат за да не подигнат, би рекла, да не потикнат. Јас верувам дека такви истомисленици има многу колеги и колешки, но можеби немаме храброст или не знам што недостига во ова, но заедно со вас мислам дека можеме да се охрабриме и да направиме една асоциација на група истомисленици за да ја подигнеме јавната свест пред се, за да покажеме и односно да објасниме колку е потребна работата со родителите, едукацијата, колку е битно здравјето на децата, не само физичкото, туку и менталното, бидејќи без ментално здравје нема и физичко здравје, нели? И ако размислиме подобро, децата се идните генерации на оваа држава. Тие генерации треба оваа држава да ја водат. Како? Како ако вака продолжиме со оваа темпо да се развиваме, односно да имаме проблеми? Ќе кажам дека денеска особено чест и задоволство ми беше што ме бевте гостин. Навистина не само што дирнавме од реалниот свет, ја ќе кажам дека навистина и родителите треба да се свесни зашто и денеска ова се што ќе го слушнат треба да им биде правец. Тоа значи дека нивното дете доколку отиде неспремно во овој реален свет нема да успее. Ќе кажам дека тоа е процес на еден вид на развој кој што е можеби анимален или животински инстинкти, пуштајќи го сопствениот плод, ако успее, ако не успева. Ние имаме, барем сме свесни
како да кажеме, имаме мозочни синапси кои што ни работат во нашиот мозок за да можеме да размислуваме на подруг начин и да им помогнеме секако. Овие совети кои што денеска ги слушнеме од вас, како научни, така и практични, ќе кажам дека како еден заклучок дека на вистина само поединци луѓе може да бидат посветени на ваква работа, на вистина сакајќи ја својата струка која што ја работат. Ќе кажам дека од вас треба да се слушнат совети како за крај на оваа преубава емисија, која не офатиме една тема која што ни е битна за нас, ќе имаме прилика во наредна емисија да обработиме, ќе ми биде предраго кој ќе бидете гостин токму за таа тема аутизам, што е начна тема ако да ја дискутирате, но на вистина премногу ќе им дојде и на гледачите вечер вако збориме за таа тема. Иако сметам дека вниманието ќе ни го посветат, бидејќи има многу убави работи кажани, како за крај. Само една мала порака до родителите. Чест ми беше задоволство исто така и јас што бев гостин во вашата емисија и се надевам и на понатамошни гостувања. Имаме многу што да збориме. Мислам дека многу имаме со што да помогнеме на младите родители. Навистина им треба помош. Моите деца се веќе големи и слушам од нивните врсници, другари што веќе имаат дечиња, постојано ме прашуваат што вака, а што ова, а што она, значи имаат потреба. Така да се надевам дека ќе имаме уште емисии за кои што ќе допреме до теми кои што не сме ги обработиле, а има многу што се зборува. Затоа порака до родителите имам многу што да им порачам, меѓутоа еве ќе одвојам прво. Единствено нешто што е најважно од се е поврзаноста. Да дозволат да се поврзат со децата, да бидат интуитивни родители, да поминат повеќе време со детето, да имат заедничко внимание, заедничка игра, посветено, со љубов. Љубов во секое време, дете да добива во неизмерни граници, би рекла, секогаш, и да се покаже и да се каже колку е тоа сакано, меѓутоа граници мора да поставуваат за доброто на децата. Тоа ќе го збориме во некоја следна емисија, да бидат доследни и истрајни во тоа што го прават. И на крај, прво нешто што ќе приметат дека детето нешто не прави како што треба, нешто им боди во очи, едноставно родителот осеќа кога нешто не е во ред. Веднаш да се јават кај стручните луѓе. Не мора да чекат, ај да помине, ај ќе почекаме до втората, до третата. Веднаш. Што порано се јават, толку полесно ќе поминат, толку побрзо ќе научат како со тоа да се справат и толку повеќе ќе му помогнат на сопственото дете. Уште еднаш ви благодарам. Како за крај на ова епизода на Се за децата, подкаст кој што на вистина се јавува во вистинско време. Своите проблеми, проблемите и на децата се наши заеднички проблеми. Треба да ги решаваме. Треба повеќе совети до родителите. Треба повеќе совети до целото општество, бидејќи само заеднички можеме да успееме и да реагираме токму во зародиш на овие проблеми, токму во оваа деценија на проблемите со менталното здравје. Значи, пред малку реков, иднината се нашите деца. Тоа е нашата иднина и на една држава, на едно општество и на едно здраво општество и една здрава нација. Треба да се даде помош, треба сите да имаат сенс, од првиот до последниот човек кој што сака да се бори за нашава држава. Ќе кажам уште еднаш, родители, правете се за вашите деца. Се за децата е тука секој за вас. Пријатна вечер.